Да се биде градоначалник на сограѓани од кои извираат идеи, конкретни решенија на проблеми и проекти кои значително ќе ги подобрат условите за живот во Прилеп, не е само предизвик, туку представува и голема одговорност затоа што имаме иста и заедничка цел, а тоа е просперитет и напредок во сите области во нашиот град. Мојата првична цел беше да се согледа состојбата во локалната самоуправа, за да утврдиме со какви можности располагаме со цел остварување на ветеното во првите 100 дена. Она што е воочливо и што сакаме да го потенцираме се обврските со кои ја превзедовме локалната самоуправа. Вкупните обврски во кои спаѓаат тековните обврски, долгорочните обврски и обврските по договори за јавни набавки представуваат висок износ од 292 милиони 562.164 денари или околу 5 милиони евра. Тековните обврски изнесуваат 32 милиони 196.697 денари. Долгорочни обврски 112 милиони 415.339 денари. Превземени обврски по јавни набавки 147 милиони 950.128 денари. За жал морам да кажам дека Прилеп помина низ многу тежок период. Во изминатите 4 години бевме сведоци на уништена економија, голема сиромаштија, чаршија со затворени дуќани, лоша патна инфраструктура и промашени проекти. Запоставени и уништени зелени парковски површини, уништени дрвореди и уништени фонтани бе исто така дел од сликата која што представуваше хаос во градот и во населените места. Во рамките на Советот на Општина Прилеп на седницата на 29.12.2021 година беше донесет буџетот за 2022 година во износ од 1.408 милиони 357.000 денари. Со овој буџет имаме предвидено 3 развојни програми, и тоа реконструкција на улицата Борка Талески во износ од 25 милиони 539.000 денари, која представува последен крак за реконструкција на плоштадот Методи Андонов Ченто. Изградба на главен доводот, цевковод, во село Канатларци во износ од 11 милиони 637.000 денари, до изградба на детска градинка во населба Точила во износ од 44 милиони 497.000 денари. Тоа е за 2022, рековме буџетот. Во периодот од 27. октомври 2021 година до 31. јануари 2022 година реализирани се приходи во износ од 106 милиони 989.143 денари, а расходите за истиот временски период изнесуваат 109 милиони 54.775 денари. За исплата на обврските приходовани се средства од депозитот на буџетската сметка во износ од 2 милиони 65.632 денари. Структурата на исплатените обврски изгледаат вака. Плати и надоместоци 16 милиони 183.391 денари. Резерви и недефинирани расходи 1 129.600 денари. Стоки и услуги 31 милион 324.354 денари. Субвенции и трансфери 31 милион 715.376 денари. Социјални трансфери 555.000 денари. Во делот на капитални расходи потрошени се 28 милиони 242.106 денари. Од реализираните капитални расходи исплатени се 20 милиони 864.943 денари за изградба, реконструкција на улици и локални патишта, за реконструкција на градскиот стадион и изградба на капацитет во енергетиката исплатени се 3 милиони 59.163 денари и капитални обврски, субвенции кон јавните комунални предпријатија 4 милиони 345.000 денари.
Во овај период исплатени се побарувања по однос на претходни тужби во износ од 9.465.686 денари, од кои кон доверителот Стентон Градба, Битола, за мостот на улицата Трајко Николовски во износ од 6.621.686 денари, кон доверители на вработените во ТПП Прилеп исплатени се 2.465.235 денари и исплатени штети кон граѓани по однос на каснување од кучиња, скитници и исплатени на штети по основ на неодржувување на улиците во зимски услови, исплатени се 379.437 денари. И покрај погоре наведените исплати на превземените обврски од претходен период, вкупните обврски по книговодствената евиденција на 31.12.2021 година изнесуваат 55.905.000 денари. Општинската зграда ја отворивме за сите граѓани. Воведовме ден за средба на граѓаните со градоначалникот, со цел што побрзо и поефикасно надминување и решавање на нивните проблеми со кои што институционално се среќаваат, а исто така и разгледување на нивните идеи, проекти, кои што ни ги представуваат за подобар и поубав Прилеп за сите граѓани и се разбират да ги прифатиме и реализираме сите оние кои што можеме во рамките на ингеренциите како локална самоуправа. Седниците на Советот на општина Прилеп претходно беа од затворен тип, освен за акредитираните медиуми и гости. Сега ја потенциравме разликата со тоа што од 29.12.2021 година седниците на Советот на општина Прилеп веќе се од отворен карактер, обезбедена е опрема за техничка реализација. Пренос во живо на седниците на Советот на каналот на општина Прилеп на YouTube и секој може да ја следи работата на Советот и активностите на избраните советници. Со одлуката, која беше дел од изборната ветена програма на ВМРО-ДПМН, ја доближивме општината Прилеп до секој прилепчанец, а даваме до знаење на целокупната јавност дека ќе бидеме максимално транспарентни во локалната власт. Исто така, се реактивираше работата на економскиот совет на општина Прилеп, нешто што представуваше дел од предизборните ветувања во делот на локалниот економски развој. Економскиот совет со сигурност во иднина ќе представува симбиоза на нашето стопанство со општината, јавниот сектор, чаршијата и здруженијата на граѓаните. Целта е да се решаваат проблемите и да се разменуваат идеи за побрз економски развој на општината. Почнувајќи од 1. јануари 2022 година, воведовме еднократна финансиска помош за секој новородено дете во општина Прилеп. Ова представува нов проект и голема помош за сите прилепчани. Преку субвенционирање на семејствата со доделување на еднократна парична помош од 6.000 денари материјално ќе се помогне во покривање на дел од првичните трошоци на семејствата за обезбедување на соодветни услови за новородените деца. Исто така ќе влијае и на потикнување на наталитетот, а со тоа изголемување на природниот прираст во општината. За реализација на програмата во буџетот за 2022 година се предвидени средства во висина од 3.600.000 денари. Во соработка со сите јавни комунални предпријатија и сите надлежни сектори од локалната самоуправа, онолку колку што ни дозволија временските услови во овој дел од годината, успеавме да сработиме и повеќе од тоа што го имавме предвидено во ветените 100 дени. Поради временските услови и заштитата од мрзнење, фонтаните се конзервирани од месец ноември 2021 година. Направен е увид на истите, набавени се и инсталирани дел од потребните делови кои не беа во функција, а за останатите делови и материјали кои се потребни за нормално функционирање на постојните фонтани,
предвидени се средства и ќе бидат инсталирани и ставени во функција со подобрување на временските услови, односно во текот на месец април. На фонтаната кај Комерцијална банка извршен е увид и констатирано е дека помпите се потопени и не се во функција. Помпите се демонтирани и репарирани, со што фонтаната е во исправна состојба и ќе биде вклучена во првите поволни временски периоди. Исто така извршен е увид и на партерната фонтана пред Домот на култура Марко Цепенков, каде што констатирано е дека дел од електрониката не е исправна. Направена е спецификација на потребниот материјал и планирани се средства за нивна набавка. Извршен е увид на бунарските постројки Кишојца, Орушица, Бегова ливада и Кошарка, со што е констатирано дека од вкупно 26 бунари, неколку не се во функција. Направена е спецификација за потребниот материјал, пристапено е кон негова набавка и ќе се изврши санацијата. Бунарските постројки со целосен капацитет ќе бидат спремни за да се вклучат доколку се јави потреба. Градските фонтани на локациите низ градот, односно трите фонтани кај населба Димо на Ренникот, како и зерото во населбата Ѓогдере, беа затегнати во многу лоша состојба, односно беа целосно засипани и надвор од функција. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп, во соработка со јавното комунално предпријатие Комуналес, направи анализа на затекнатата состојба. Според добиените податоци, утврдено е дека заставање во функција на фонтаните, односно враќање во првобитната состојба, речиси е невозможно. Општина Прилеп продолжи со реализација на проектот за реконструкција на главен довод од Пашовски ливади до собирна шахта за град Прилеп. Извршено е последното тестирање на новиот цевковод со диаметар DN300. На последното тестирање цевководот беше тестиран со вода, со притисок од 9 бари, со што ги задоволи потребните параметри за издржливост на цевководот. До сега се изведени 3040 метри од новиот цевковод, вкупно проектот изнесува 3840 метри. До изградбата на 213 метри од цевководот се во тек, за кој имаме и обезбедено финансиски средства во изминатите денови и е започната оваа фаза, ќе заврши до крајот на месец февруари. Во понатамошниот период останува од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација да ги завршиме, се разбира во соработка со општина Прилеп, останатите 581,7 метри. Под одржување на канализациониот систем на град Прилеп се подразбира следење, унапредување на развојот и одржување на изградениот фекален и атмосферски канализацијски систем на подрачјето на град Прилеп. Во изминатиот период, екипите на канализација излегоа на терен и извршија нивелирање на сливните решетки и замена на канализациони капаци на следните локации: улица Војводинска 2 парчиња, улица Киро Пајмаковски 2 парчиња, улица Брајча Ламески 3 парчиња, улица Прохорпчински 2 парчиња, улица Круме Волнаровски 1 парче, улица Александар Македонски 2 парчиња, улица Јоска Јордановски 4 парчиња, улица Егејска 2 парчиња, улица Брајча Ламески 7 парчиња, улица Киро Пајмаковски 4 парчиња, улица Андон Слабејков 3 парчиња и улица Павел Шатев 1 парче. Најголемо внимание на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп во координација со локалната самоуправа посвети на чистење на дивите депонии. И покрај што временските услови не ни овозможија непречена работа, сепак успеавме да изчистиме над 1240 метри кубни мешан комунален отпад и градежен шут од следните локации: чистење на диви депонии на патот Езеро 60 метри кубни, чистење на неколку диви депонии од подвојзнакот кај Салида до бензинската станица Лукойл 600 метри кубни, чистење дива депонија Заполшки мост 100 метри кубни,
Чистење депонија пред и околу Работнички универзитет 80 метри кубни. Чистење дива депонија на обиколен пат Жито Прилеп, Варош до Варош 120 метри кубни. Чистење на дива депонија на Песјобрсце на патот за Мажучиште 80 метри кубни. Чистење на повеќе диви депонии на потегот од магацините на Кожувчанка до Склешен мост до викенд на селбата Маркова чешма, па се до магистралниот пат на Плетвар 300 метри кубни. Чистење на запоставени јавни површини и простори, комуналците направија генералка на согодени запоставената депонија, нечистени патеки. Со затоплување на времето беше изчистена и површината по локалниот пат кај индустријската зона Металец, почнувајќи од Мебел Анис. Изградба на парковски површини, со тоа што најавуваме изградба на нови парковски површини и детски игралишта во повеќе населби и мала низ градот. За 2022 година планирано е да се изградат 4000 метри квадратни парковски површини во градов и населените места, како и обновување на постојните паркови. Локалната самоуправа и јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп водат посебна грижа за обновување на зеленилото во сите населби и правилно и навремено одржување на постојните тротоарски и парковски дрвја со нивно редовно кастрење и полевање. А за 2022 година планирано е да се засадат 3000 садници. Засадивме дрва од видот црвен даб, јавор и бела бреза на потекот позади споменикот Жена Борец во паркот Шума на могилата. Со оглед на тоа што поголемиот дел од дрвјата на могилата застаруваат, потребно е нивно обновување, но и зголемување на зеленилото. За пролетва планирани се нови рекреативни и забавни содржини во овај парк, како и збогатување на хортикултурата. Засадување на дрвја и земзелени украсни растенија имаме во паркот на могилата и по кејот на градската река, на подекот од основното училиште Кочарацин до мостот Табан. Континуирано, во соработка со јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, вложуваме во доизградба и опремување на стационарот за бездомни куќиња. Таму се извршени оградување на просторот и изолирање на корисната површина за престој на заловените куќиња скитници. Во периодот од 1.12.2021 година до 31. јануари 2022 година, или точно 2 месеци во јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, откако извршивме промена на раководителот, направено е следното. Постигнато е релативна финансиска стабилност преку репрограмирање на долг од околу 25 милиони денари. Во моментот на превземање неговата задолженост беше преку 65% во однос на предвидениот буџет за 2022 година. Во текот на овие 2 месеци, кон вработените се исплатени 2 плати и 2 регреси, целосниот регрес за 2020 година, кој не беше исплатен ланската година, како и 60% од регресот за 2021 година. Во март се планира исплата и на останатиот дел од регресот за 2021 година, со што сите обврски спрема вработените ќе бидат подмирени. Исплатени се сите тужби кон вработените. На почеток се активностите околу поставување на современ паркинг, паркингот позади Леоне во центарот на градот, со поставување на рампи, семафор и модерна наплата на паркинг услугите. За прв пат од постоењето, ова предпријатие се наоѓа во фаза на пуштање на приградска линија за превоз на патници до населените места Лагово, Беровци, Алинци, Тополчани, Ерековци, Канатларци и Понмол. 2 пати дневно, наутро и поплане, со интенција да се зголеми како трет период и навечер, во летните периоди.
Добиена е согласност од Советот за трасата на движење и се чека на наредна седница потврдување на ценовникот за патниците. Работните активности со асфалтирање на улици ќе ги продолжиме веднаш штом ќе дозволат временските услови. Во склоп на тековните работни активности се санираа ударни дупки, прокопи и други работи на улици и патишта. Досега се асфалтирани 220 метри квадратни ударни дупки и прокопи. Во следниве неколку месеци интензивно започнуваме со реализација на повеќе клучни проекти за Прилеп и за сите наши сограѓани со кои што ќе ги најавиме промените кои што ќе следат. Реконструкција на плоштадот Методи Андоновченто, на потегот од споменикот Пеце Атанасовски до основното училиште Кочо Рацин со површина од 2800 метри квадратни, која треба да започне во втората половина на месец март. Тоа е друг кагол. Комплетна реконструкција на влезот на градот во правец Крушево-Прилеп, односно улица Леце Котески, која покрај постоечките сообраќајни ленти опфаќа и дополнителни пешачки и велосипедски патеки со предвидена должина од 2130 метри. Вградување на завршен слој на асфалт на улиците во индустријската зона Металец. На овој начин ќе се овозможи уредување на нови парцели за изградба на нови објекти, но што ќе се овозможи повисок економски развој и отворање на нови работни места. Изградба на катна гаража меѓу зградата на поштата и општинската зграда со капацитет од 76 возила. Партерно уредување со паркови зеленило во населба Точила околу К зградите, каде што жителите од оваа населба ќе можат да се рекреираат. Доизградба на детската градинка во населба Точила со капацитет од 250 места за деца. Изградба на монтажна катна гаража со капацитет од 74 возила на улица Илка Присајđанка позади Леоне. Изградба на парк до црквата Света Петка во населба Точила. Ви благодарам за вниманието.